Седиштето на правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев од Штип само формално се наоѓа во Кочани. Најголемиот дел од наставниот процес и атрактивните насоки неколку години се префрлени во матичниот град, така што кај нас веќе не се чувствува студентската раздвижденост што ја имаше претходно. Иако беше направена известна замена на студиите на правниот со оние од економскиот па и машинскиот факултет, факт е дека ефектот не се постигна, па бројот и на ново запишани и на оние студенти од повисоките години има тренд на постојано опаѓање. Со тоа паднаа во вода најавите од предизборните кампањи на актуелниот градоначалник Димитровски, дадени уште пред неговиот прв мандат, дека Кочани ќе стане академски град. Тогаш се неуваше можност овде високо образование да посетуваат околу 1000 студенти, што требаше да значи и известно раздвижување од економски аспект, со оглед на очекуваните суми што тие би ги оставале за трошоци. 9 години подоцна, правниот и останатите факултети во Кочани останаа подзаборавени. Точно е тоа. Меѓутоа, тоа е политика на Универзитетот Гоце Делчев и јас се согласувам со вас. Јас би сакал да ги имаме и правни и економски, ама преговараме со тоа, меѓутоа тоа е одлука на Министерството за образование и пред се на Универзитетот, ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев. Дали поради одлуката на управата на Универзитетот или поради слабото лобирање на нашите општински структури, од факултетите во Кочани остана само добрата желба и нереализираната замисла до крај. Сепак, одговорот за ова уште пред 5 години го најави тогашниот министер за образование, според кого уште пред отворањето на факултетите не се очекувало дека тие за секогаш ќе останат овде. Идејата е нели дека ако после 3 години се генерирани кадри од еден вид на студиска програма, дека е на тој начин задоволено и барањето од таков вид на кадри во тоа населено место или во пошироката околина, со воведувањето на новите наставни програми, новите дисперзирани студии, да овозможиме различен профил кој директно и индиректно ќе помогне и на економиите во населените места каде што се наоѓаат овие дисперзирани програми. Дисперзираните студии на повеќето факултети се покажаа како економски неисплатливи поради малиот број запишани студенти и големите трошоци за доаѓање на професорите и останатиот наставен кадар. Меѓу кочанци се шпекулира дека токму атрактивноста на насоките на правниот факултет била една од причините што штипјани си го зеле под своја закрила. Како втора причина, помалку на шега, се споменува тоа што правни студии завршиле оние на кои им било неопходно оформување некакво високо образование, па откако го сториле тоа, сега факултетот во Кочани и не е толку потребен.